освен што добиваме најголемата интроспекција и ја добиваме секој пат најголемата мудрост книгата, ние прозорец кон светот, обогатување од секој аспект, можеби со приказни, со фон на зборови, за да можете да ги на некој начин навигирате вашите вештини многу подобро во светот, а сето тоа можеби овој пат овозможено и преку нашата фестивалска култура која што имаме и како да беше вчера кога го најавивме првото издание, стигнуваме до една убава цифра од 6-то издание, што ќе секако започне од утре, конкретно за оние кои што не пропуштија, можеби утринава со цеце, денови на литература започнуваат. Овој месец февруари можеби најкус, како кажавме утро, според некои интересни како се вели најдов на интересни податоци дека најмногу научни трудови и истражувања се направиле токму во месец февруари. Меѓутоа, за нас ќе биде славење на книжевниот свет. Се надем дека ова ќе биде доволно потик за многумина да го проследите разговорот, а на само да ви сугерира секако од агендата што може и според вашиот сензибилитет и карактер најдобро соодветства, можеби и да си посетите, макар што мислам дека ова ќе биде семено и идеално фамилиарно уживање од 5 до 22 практично 3 недели. Јас ти кажам, Фана, дека денови на литература стана еден културен феномен во Скопје и секоја година можеме да кажеме и сме сведоци на едно обогатување на вашата културна агенда, така што полека додека ти говориш ки има илустрации, за некого мал и подарок со една од книгите и насловите, конкретно за Хамлет, кој што во моментот растура по филмските фестивали, така што добро ни дојде во оваа нова сезона на Утринска на телма. Добро, најдов и благодарам што секогаш давате поддршка на книгите. Сега го забележав беџот со книги. Се во доменот на книгите. Игралите во деталите. Секоја чест. Го најуваме фестивалот кој што спомена Марко е вистинско обележје веќе и за месец февруари, но и за вас како тим. И читањето буквално треба да биде, особено нели на дела на книги, треба да биде присутно и во сечи дом, и за најмладите, и за највозрастните. И токму секаков тип на литература нудите. Па денес ќе ги презентираме можеби оние пофаворити изданија кои што се доста барани од страна на читателската публика, но ќе посветиме внимание секако и за децата, затоа што велиме здравите читачки навики се градат уште од рана возраст. Не знам од каде да почнеме, Ана, дали можеби од за најмладите или можеби од фаворитот кој што Марко го спомена, Хамлет. Оставаме на тебе, што ќе биде во фокус, бидејќи има бројни настани, но 30-тина. Да за почеток ќе се фокусираме на делата, а потоа ќе раскажеме и се останат. Добро, јас би почнала пред се од книгата што држиш во раце. Тоа е првиот книжевен настан кој што не очекува во петок во рамките инклузивно, прекрасно. Така, во рамките на денови на литературата имаме 30 настани кои што се само малку би сакала на почеток да сумирам, значи настани за родители и деца, односно работилници за деца и фамилиарно дружење. Ете така, настани со играње на различни игри за да ги споиме семејствата заедно, меѓутоа и книги, промоција на книги за возрастни имаме. Најважното е денови на литературата почна пред 6 години како денови кога ние ги намалуваме цените на нашите книги, значи денови со попусти, со акции, за да ги направиме книгите подостапни до сите читатели, значи омилените книги, наслови од белетристиката, така започнаа деновите на литературата. Со текот на годините тоа се прошири, понудата се прошири и со 17 издавачки куќи имаме оваа година кои што даваат попусти до 70%. Значи одлични можности да си ги набава луѓето омилените книги, да си ја збогата домашната библиотека и да при тоа да присуствуваат и на дел од нашите настани кои што се низ работната недела, меѓутоа имаме и доста настани за време на викендот. Имаме промоција на доста нови книги, меѓу кои што се детски книги и книги како што реков и за возрастни. Среќен како нај ќе ја потенцираме заради тоа што е една емотивна приказна која што ја живее авторката Ана Салџиева како нели негова мајка и една инклузивна приказна која што е на детски начин раскажана во ова дело. Промоцијата ќе биде во петок, ќе биде и Ана, претпоставувам и нејзиното семејство, но еве да им дадеме причина плюс зошто треба да дојдат, затоа што навистина е ова дело кое што би требало секој родител да му го прочита на своето дете, ако сакаме таа инклузија за која што ние постојано зборуваме, да ја имаме во пракса онака како што треба. Да, значи настанот е во петок во термин кој што ќе му одговара на родителите и децата во 18 часот во литература МК во Ситимол.
ќе присуствува Ана и заедно илустраторот Томи, кои што ќе ја представат како настанала идејата, зошто се одлучила да ја направат, да ја илустрираат оваа приказна животна всушност на Ана. И тука ќе ни биде со нас и Бојана Стоименовиќ, мој психолог, која што од еден едукативен и стручен агол ќе ја представи книгата, затоа што ова не е некој книжевно дело кај што не знам што сакал писателот треба да откриваме, тука е баше информативно за возрастните и за децата и едукативно како да ги прифатиме дечињата, односно како децата да ги прифатат децата околу нив, што не се поразлични од било која причина да се прифата, да. Нормални детски реакции се нели да има прашање зошто е тоа така или ова вака, така што и Бојана верувам во улога на психолог ќе може најдобро да ја опипа таа врска помеѓу децата и родителот и да им даде до знање како на родителите треба да им ги представат ваквите животни приказни. Хамлет, простете. Така, да. Зборувај си ти, Ана. Така, Хамлет всушност ние па е една од книгите во фокус на отварањето на денови на литературата, на настанот наречен во литературен филм, каде што влегуваме буквално во филмот што го создаваат, што ја создава магијата на секоја книга, а многу од книгите знаеме дека се и адаптирани во форма на филм или пак ТВ серија, а Хамлет е моментално актуелен како еден од главните кандидати за Оскари. И сакаме и оваа книга да ја подариме на нашите гледачи денеска, претпоставам на крајот од разговорот, затоа што е убаво да ја имаат. Објавена пред неколку години во издание на Арсламина, сега се повторно актуализира, навистина топла, емотивна, приказна, потресна на многу начини, меѓутоа феноменално напишана затоа што авторката е еден од најдобрите раскажувачи на денешно време. Имено, да, добитник и на Златен глобус, а Оскарите споменавме, да, можеме да ги отвориме телефонските линии, побараме телефонскиот број да биде некој нека ни се вклучи и во програма за сите оние кои што вистина сакаат да уживаат со уште едно четиво, како што кажа Ана, голем дел од книгите кои што добиле и своја филмска верзија. Ана, денес можам да кажам дека ова шесто издание не само нели едно културно збиднување кај нашата популација, туку стабилност, одговорност и една обврска кон читателите. И вистина затоа и можеби и прераснува и на дополнувате цела оваа агенда. Да, така е и се трудиме содржината книжевна да биде квалитетна, да биде нешто ново, да. Например, во рамките на денови на литературата ќе биде промовирана првата нема сликовница во Македонија, Собовки се вика, направена е според идеја на Оливера Ќервезировска, а илустрациите се на Наталија Лукомска. Таа промоција не, тоа е друга сликовница, за неј запозната ќе зборнам, да, истиот тим. Да, уште не е објавена, значи деновите треба да излезе од печат и на 10 февруари да ја промовираме во литература МК во Diamond Mall, што значи нема сликовница би сакала да објасни за читателите, односно за гледачите. Станува збор за книга која што нема зборови внатре, туку се приказната раскажана преку илустрации и преку слики. Тоа е еден светски тренд во книжевноста кој што еве ние се приклучуваме како книжарници, како издавачка куќа Арсламина е издавач. Значи идејата е авторката има сюжето или приказната има смисла на Оливера Ќервезировска, а Наталија Лукомска со нејзината феноменална рака го има тоа нацртано. И останува на читателот сам да ја протолкува и чита, меѓутоа верувајте многу убави реакции имаме. Ние дадовме на прво читање, ние дадовме на прво читање кај македонски писатели етаблирани како Елизабета Баковска, Владимир Мартиновски и други, Емислав Азановски, кои што кога ја прочитаа си напишаа нивно раскажување или нивно читање на книгата. И се покрупуваат приказните? Различни се и буквално секој си го дава својот сензибилитет и на промоцијата всушност така ќе ја представиме книгата преку автентично читање на секој поединечен посетител, односно пред се ќе зборуваат гостите автори. Собовки, така рековме? Собовки, малце ќе најавам дека станува збор за обувките на познати ликови од книжевноста и од светот, не знам, од нашата книжевност и од светската книжевност. И преку нивните обувки ќе ги препознаеме кои се ликовите. Малце интересно. Да, можеме и да направиме и посебно снимање за неј, затоа што е навистина приказно кое што ќе расте и ќе се делува добро, интересно. Кусо, напред да продолжиме да дадеме простор на гледачот кој што ни се јавува, да ја му деделиме Хамлет и оваа приказна која што во моментот, како што кажавме, и бележи успех со својата филмска верзија, дури и со свој број номинации на Оскарите кои што ги имаме следниот месец март. Добро утро. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас. Чест ми е што ве слушам и многу сакам вакви теми за литературата.
Кој ни се јавува, ќе ни се представите ли? Ивановска Аница. Аница, наша редовна читателска публика, ќе кажам. Имате сигурно бројни изданија благодарение на Утринската Нателма во вашата домашна библиотека. Што последно прочитавте, Аница, или што читате можеби во моментов? Последно ја читам книгата што ја добив од кај вас. Чекај, која беше? Летото на мојата голабица. Летот на мојата голабица. Одлично. Одлично, да. Супер. Предпоставувам, доколку сте во можност, од утре натака ќе појдете и ќе го доживеете овој фестивал кој што ние го зборуваме, каде што се слави литературата. Вие ќе бидете добитникот токму на оваа книга, само не знам од каде ќе ја подигнете. Мислам дека можеме тука, така? Слободно. Ќе може во некој од книжниците на литература, може само нели треба да ги оставите кога тоа. Значи ќе си појдете во некоја од книжарниците со лична идентификација и ќе си ја подигнете оваа книга и верувам дека таа ќе биде следната која што ќе ја читате. Благодарам, голем поздрав. Поздрав, Аница. Убав ден. Вистина голем дел можам да забележам и од илустрациите кои што ги имаме од програмата е вистина и многу ми е драго што го наменувате можеби за дечињата, бидејќи можеби тоа е една најсвесна културна инвестиција што денови на литературата ја прави. И како се создава денес љубов кон книгата, кај дете кое што ти го поставив тоа како прашање, денес имате мака конкретно за да се најде можеби книгата многу почесто во рацете на детето кое што расте со екран, а не толку со хартија денес. Па така што верувам дека и ова е една суптилна убава навика која што можеби денови на литература ја носи. Прво, преку пример од возрастните децата треба да научат. Значи, ние ако повеќе возрастните читаме, односно наставници, родители, едукатори, така натаму, ако почесто тие нас не гледаат со книга во рака, тие ќе го пресликаат тоа. Ќе побарат и тие. Потоа преку различни настани, едукативни, посета на работилници, посета на промоции на книги, посета на библиотеки, посета на книжарници, треба да ја го почувствуваат таа магија и физички, да ги видат, да ги допрат, да ги разгледаат, да ги потикнеме можеме и преку различни предизвици, различни игри, значи едукативно, и секако преку нудење на квалитетна содржина, која што нив ги интересира и која што е актуелна и е поврзана со нивниот живот. Се повеќе се објавуваат книги, сликовници, боенки, вежбанки, интерактивни книги кои што им го доловуваат светот на книгите, меѓутоа и различни други форми, од типот на прераснување, например, од книга во некаква театарска представа. Например, би сакала да го искористам моментов и да кажам дека имаме нашиот роман Джинџуџо од Ермил Фазански, која што доби наградата Оливера Николова за најдобар роман за деца за 2025 година. Во рамките на денови на литературата ќе биде представен преку акробаци, односно преку настап на акробаци, затоа што во самата приказна главните ликови изведуваат одредени акробаци во Ситимол и на 15 февруари имаме во 12 часот на 3 локации ќе се движат акробати и ќе ја раскажуваат приказната преку акробациите, преку наратор книгата. Значи на тој начин тој е еден од тие механизми на кои што да се привлече од детското внимание. Значи треба да ја слушнат приказната, да ги заинтересира и да се пронајде себе си во таа книга. Потоа би ја спомнала и Сидора Мун. Може ли само преди Сидора Мун, сакам нешто да додадам и да потенцирам, дека е за поздрав, што имаме се поголем број на домашни автори, кои што пишуваат, сега зборувам конкретно за детската литература, и се повеќе домашни ликови, кои што децата, нели, ако растат со Биби и Боби, кога се нели екраните во прашање, може да растат и кога се книгите во прашање. Тука се Стела и Сани и некои вакви изданија како нели овие кои што ги имам тука, кои што се сепак домашна литература. Тоа е мислам дека многу важен момент, Ана, да потенцираме дека треба да се дава поддршка на домашните автори. Кои што ги имаме во се поголем број. Има така, ни се јавуваат секојдневно и во издавачката куќа Арсламена со готови проекти или со идеи за реализација. Поддржуваме и објавуваме доста од различен профил, значи не е само книжевен, тука едукативен, психолошки и така натаму од повеќе аспекти. И е важно да се креираат и нови. Значи, една од приказните што е успешна и која што се уште трае, например, Бајки од Македонија, едицијата која што постојано расте, ја градиме со нови изданија, значи се почна со приказни, стари приказни оживување преку нови илустрации, потоа со нови авторски имиња и тоа живее и понатаму. Втората сликовница што ја држиш, таа е Зорки и Цветка од Оливера Кирозировски и Наталија Лукомска, е, например, сликовница која што
што ги поттикнува или ги повикува децата да ги остават екраните, таблети, телефони и слично. Големиот проблем на родителите. И преку друга рамка на креативноста, на дружбата, да го согледаат светот. И ние ќе направиме таква работилница, ќе ги поттикнеме децата, ја рековме и офлайн работилница во која што нема телефони, има цртање и дружење. Да. Сега ја спомена Исидора Мун, дефинитивно тоа е ликот кој што направи револуција кај децата и генерално во детската литература. Имаме нови изданија, што исто така за поздрав. Исидора Мун е феноменот. Да, би рекла, би се согласувам затоа што еве веќе имаме 16-та книга објавуваме за Исидора Мун и постојано има интерес. А тоа е приказна која што нема, како реков, не е ниту екранизирана, нема ниту... До сега не беше, значи пред некоја година се направи цртан филм, може да се види на YouTube, меѓутоа феноменот е затоа што е книжевен лик кој што расте и кој што е многу едукативен, значи девојчето е половина самовела, половина вампир, значи измислен лик, меѓутоа со многу човечки моменти во книгата. Многу едукација за прифаќање на различноста, за соочување со своите грешки, дисциплина и така натаму, значи многу сегменти од растењето на децата ги опфаќа Исидора Мун и ја имаме и нејзината братучетка Палава Мирабела. Тоа е една, да речеме, малку попалава варијанта од Исидора и која што исто така влегува во светот на читателите и навистина се читаат книгите. Го дознаваме во проширен состав семејството на Исидора. Тоа го согледуваме преку многуте работилници. Оваа година ќе го прославиме светскиот ден на Исидора Мун, 14 февруари, со работилница за деца. Да, не е толку гламурозно, меѓутоа сите издавачи кои што ги објавуваат книгите од Исидора Мун се соживуваат со себе и го одбележуваат на некој начин. Ке нас се поголем и поголем интерес за тој настан, значи ќе имаме работилница за деца, квиз на знаење, ќе имаме сечење на крилата на Исидора Мун, фейс пейнтинг во духот на Исидора Мун, значи ќе има дружење од повеќе аспекти за деца. И е секојаш весело розово светкаво на тие настани. Да, најважно е дека сите овие, да речам, 3 седмици се овозможени на некој начин баш семено да се ужива, меѓутоа како што велиш ти, акробација, интеракција, музика, театарски, ако не се лажам, или перформанси, и тоа би сакал да кажам дека е разлика можеби од други манифестации настани. И сите има некоја книжевна приказна, еве на пример театарските представи, станува збор за 2 театарски представи кои што се поврзани со нови книгички. И со книга музика и класична музика и со театар се врзани. Значи во сабота, сега оваа сабота е промоцијата на книгата и театарската представа Златната книга на Лудви, а во последниот викенд е Магичната флейта на Вулфи. Двете се во Diamond Mall во 18 часот сабота. Станува збор за 2 сликовници кои што ги има напишано Тина Иванова, познатиот музиколог, препознатлива во јавноста и автор, и со илустрации на младата Рената Јосифовска. Оживеани се приказните за Бетовен, за Моцарт, преку симпатични сегменти од нивното детство. Ја се представени како дечиња и како твораат, музицираат и слично. Тоа е направено од него и музичка театарска представа во која што се свири музиката нивна препознатлива и се раскажуваат нивните приказни. И супер момент да ја засакаат младите класичната музика, за која што има табу, нели, моменти дека не е толку присутна кај детската популација. Да, и дома ќе се заменат после тоа и со книга и ќе се навратат на приказните и ќе имат прв убав печаток гледан на сцена. Баш така. Инаку денес по овие сега здравје Боже 6 изданија, јас не знам дали правите анкети, меѓутоа вистина треба да направите анкети затоа што за 3 седмици да имате толку бројни настани, толку многу луѓе вклучени, тоа вистина бара една логистика и менаџирање. Како се мери денеска успехот на денови на литература, Ана, конкретно по можеби не само број на продадени книги, ами и можеби по создадени читатели? Затоа велам, некој пат не е лошо да направите можеби анкета или веќе сте имале? Не сме направиле анкета, меѓутоа го согледуваме преку се поголемиот интерес и нормално тоа мерливо е преку продажба, нели, колку повеќе книги се читаат, значи го гледаме преку продажбата на книгите, меѓутоа и преку реакцијата на публиката, преку присуството на настаните, преку интересирањето за кога ќе има нова книга од ова, кога овој ќе објави. А и да дадете поддршка меѓу другото за нови книги. И секако ние ги објавуваме, даваме можност, имаме неколку ние конкурси кои што ги тераме
преку текот на годината. Еден го спомнав Оливера Николова за најдобар роман за деца, необјавен роман за деца, значи победникот го прогласуваме и потоа ја објавуваме ние таа книга. Имаме конкурс за најдобар роман за возрастни Пегас, кој што се одржува веќе 7-8 години, кој што на тој начин ја поттикнуваме и тој тип на книжевност. Имаме конкурси Читањето е супермог во рамките на нашата кампања Голема Читањето е супермог, каде што го спроведуваме меѓу училишта и градинки, каде што децата пишуваат, творат, цртаат и е поврзано со книгите. И сето тоа е приказна која што заедно со сите останати активности ја тераме. Така да денот на литературата веројатно и ќе порасне уште повеќе, затоа што и расте бројот на читатели. Битката сега уште трае, значи со битката со занемарувањето на книжевноста и со поминувањето се повеќе време на телефон, меѓутоа мислам дека некои убави навики како читањето се враќаат кај читателите. Потсетивме уште само на крај ќе дадеме само и една нота плюс на не само Исидора Мон, туку Биби и Боби, нешто што го има нели на фреквенција на Телма телевизија. Стела и Сани доживува вистина повторна експанзија годинава, така што и тие ќе бидат дел од своји премиерни изведби. Да, ќе имаме секој викенд ќе има во една од нашите книжарници во трите поголеми мола ќе има дружба со овие популарни ликови, така да ќе биде шаренолика, да речеме, понудата и за помалечки дечиња, бидејќи се тие, меѓутоа и за поголемиве се наменети работилнициве и активностите со книги. Инаку, утре официјално и започнува. Утре официјално започнуваме и не чека навистина убав период, затоа што ние си го викаме февруари, ние делнови на литературата, така да веќе препознато. И за многу веќе од читателите е препознаен, да речам, овој месец како нели месец кога ќе си одберат нови дела, кога ќе читаат многу повеќе и на тој начин ќе го дадат добриот примери на сите останати дека е навистина убаво и е супер мод да се чита. Затоа кажавме културен феномен кој што вистина година за година има многу поголема публика, така ќе ги посакаме и се гледаме секако на овие редовни издания. Се гледаме, да, и би сакала да нагласам дека сите настани се од отворен карактер, значи не се наплаќаат влезници, гито треба да си се пријават за присуство затоа што ограничени се местата. За работилниците претпоставувам особено. Работилниците, да, тие отворените настани како Исидора Мон секако е добродојден секој што сака да не посети. Ана, фала ти. Многу убави работи споделивме и не се сомневам дека ќе има убава гужва, позитивна гужва на сите овие настани кои што ги споделивме. Нашите гледачи, ако пројават интерес за било кој од овие, секако деталите можете да ги најдете, нели подетално зборувам сега програмата на литература, социјалните мрежи или нивната веб страна.